Ова се настаните од денес. Охридски комуналец вложува надчовечки напори за справување со големите количини отпад. Заштитата на културното наследство во Охридскиот регион треба да биде приоритет не само на институциите, туку и на граѓаните. Утре детски хепенинг на плоштадот Вангел Наумовски кај Минимаркет. Работен состанок за презентација на можностите за поддршка на градскиот ракометен клуб Охрид. Нафтен танкер кој превезувал 1,5 милиони литри нафта се превртел и потонал на Филипините. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и посвежо со максимална дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во петок во северните и источните предели на Европа и во Скандинавија ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици и пад на температурите. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и дневни температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Локално во крајните североисточни предели се услови за слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 26 до 33 степени. Во Македонија во петок по свежото утро со утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 8 до 19 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневни температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 23 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок по свежото утро и температура од 14 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне 28 степени. Во Охрид во сабота и недела свежо утро со минимална температура од 13, односно 15 степени. Во текот на денот сончево и многу топло време со дневна температура која што ќе достигне до 30, односно до 32 степени. Во понеделник сончево и топло време со дополнителен пораст на температурите. Утринската до 17, додека пак максималната дневна температура ќе достигне 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект,
кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Огромни количини лименки, амбалажа од храна и пијалоци, пластика се расфрлени по улиците, тревните површини околу гостителските објекти и на локации каде има музички настани. Оперативните служби на Охридски комуналец постојано се на терен. Апелираат жителите и туристите да бидат посовесни. Околу 600 тони отпад дневно собира јавното предпријатие Охридски комуналец на територија на општината во шпицот на сезонат. Притисокот е огромен врз комуналните работници кои од зори се на локациите каде има најмногу ѓубре. Се чисти центарот на градот и плажите по целото крајбрежје, се подигнува отпадот од приградските населби со цел граѓаните и туристите наутро да не ја видат сликата со која секој утро се соочуваат комуналците и Охрид да го представиме во убаво светло, вели Стефчо Маслов од јавното предпријатие. Жуваме максимални напори, надчовечки напори, за да се справиме во рамките на нашите можности со големите количини на отпад. Значи, секој утро активностите ги започнуваме уште во 5 часот наутро. На местата каде што се севичарите, околу концертите, значи околу кафичите имаме поголеми количини на отпад. Сега имаме поголем проблем во овој период во шпицов на сезонава, бидејќи знаете ги живееме сега тие моменти, но има и граѓани кои се дојдени вистински да уживаат во Охрид и да не ја видат онаа грда слика со која сме соочени секој утро ние како комунални работници. На почетокот на секоја сезона, предпријатието прави оперативен план и се екипира за справување со она што може да се нарече вонредна состојба за време на летото во поглед на комуналната хигиена во најголемиот туристички центар. Располагаме со доволен број на извршители кои постојано се на терен 24/7, како и механизација неопходна за да се справиме со поголемите количини на отпад во овој период од годината, вели Маслов, но потенцира и дека е потребна поголема совесност и соработка од страна на граѓаните. Би апелирал до граѓаните по голема соработка, значи од нивна страна, односно депонирање на отпадот во соодветни садови, во точно време определено за вадење на комуналниот отпад и
значи почитување на целиот комунален ред. Има една изрека која стално ја користиме, дека комуналното претпријатие не може оноку да го исчисти колку што граѓаните може да создадат и да расфрлат сметот. Таа причина, значи бараме поголема соработка како Охрид би го представиле во подобро светло. Во досните вечерни часови се спроведува и машинско миење на коловози, пешачки патеки и други јавни површини, што на одредени места е надополнето и со рачно миење, велат од Охридски комуналец. Поголемо внимание ќе се посветува на заштитата на културното наследство во Охридскиот регион, велат од Завод и музеј, од каде повикуваат не само институциите во заштитата да се вклучат и граѓаните. Потребна е и поголема комуникација помеѓу институциите, особено од страна на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, која не одговорајќи на барањата ги кочи проектите. Заштитата на културното наследство во Охридскиот регион треба да биде приоритет не само на институциите, туку и на граѓаните. Потребна е поголема комуникација помеѓу институциите. Ова се заклучоците на последниот работен состанок помеѓу представници на Завод и музеј Охрид, Управата за заштита и секторот за урбанизам при општина Охрид. Еден од клучните проблеми е непостапувањето на Комисијата за управување со светското и природно и културно наследство во Охридскиот регион, која подолг период не одговара на барањата за добивање мислење за заштитно-конзерваторските услови, доставени од страна на Завод за заштита на спомениците, културата, музеј Охрид, кои што се потребни за изработка на соодветни конзерваторски проекти. Токму тоа ги кочи проектите, а еден од нив е изградбата на катната гаража кај пазарот, еден од поважните проекти за туристички Охрид. Сите сме свесни за огромното богатство кое го поседува Охрид и Охридскиот регион. Од праисторија па се до денес, за што говорат и голем број артефакти кои го носат кодот практично на нашиот идентитет, историја и традиција за кои треба ние да се грижиме, да ги зачуваме за едните генерации. Ние како национална установа практично делуваме како регионален центар, одговорни за 4 општини: Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. Меѓутоа, во склоп на нашата установа и музејската дејност, по посетата на министерот за култура и туризам, ја увидовме состојбата, добивме позитивни пораки дека сплотени во духот на интегрираната заштита. Тука мислам почнувајќи од самите жители, па од локалната самоуправа, националните установи кои делуваат на ова подрачје до самото министерство, да помогнат заеднички да се грижиме за тоа наследство. Годинава Министерството за култура поддржа мал број проекти на Завод и музеј. Патче вели, од идната година се очекува поддршката за заштитата во Охридскиот регион да биде поголема. 30 јуни беше крајниот рок за поднесување на годишните програми за следната година. Во тек е реализација на одредени проекти за кои за жал можам да речам дека многу малце се финансирани. Се надевам дека од година ќе има поголеми финансиски средства за нашите проекти. Тука би ги нагласил продолжување на проектот на Плаошник, возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет. За почеток би почнале скромно со партерно уредување. Тука е исто и залив на Коските, каде се очекува негово санирање, практично потребна е подобро одржување. На состанокот беше разгледана и идејата да се покрене иницијатива за измена на планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, како и за усогласување на Законот за заштита на културното наследство и Законот за градење. Детски хепенинг на плоштадот Вангел Наумовски кај минимаркет во рамки на програмата на општина Охрид за сите деца под мотото Културата расте со децата. Со детски хепенинг од неколку интересни настани, утре вечер 26 јули со почеток во 19:30 часот на плоштадот Вангел Наумовски продолжува програмата на општина Охрид за сите деца под мотото Културата расте со децата. На отворениот простор присутните ќе можат да ја погледнат изложбата на фотографии низ детските очи на Охридската сликарска школа Проба и уметност, која е активност на Сдруженијето Тактус од Охрид.
На плоштадот ќе бидат поставени штафелаи на кои децата ќе може да цртаат на слободна тема и да ги запознаат основните техники на сликарството со академскиот сликар охриѓанецот Тони Попов. Гости на настанот ќе биде Весна Константинова, авторка на книгата Рисот 300, која преку интеракција со публиката ќе ја раскаже приказната за овој цртан лик. Децата ќе имаат можност да ги бојат илустрациите на животните кои се застапени во истоимената едиција. Во рамките на детскиот хепенинг ќе се одржи четвртото издание на музичко-сценската манифестација Малите катваат звездички. Предвидено е да настапат 20 дечиња со своите песнички кои се напишани и создадени во музичката работилница на познатиот охридски композитор и продуцент Јовица Караилиевски. Водител на настанот ќе биде анимираниот лик Кадвојче од истоимениот YouTube серијал. Бидејќи плоштадот Вангел Наумовски е локација каде што во вечерните часови тинејџерите го поминуваат своето слободно време, забавната програма ќе продолжи со музички проект на познатиот охридски тапанар Никола Ристовски Тони од 21 часот. Работен состанок за презентација на можностите за поддршка на градскиот ракометен клуб Охрид. ГРК Охрид сезоната во Суперлигата ја заврши на 4-то место, со што избори пласман во Еврокупот на ЕХФ. Градоначалникот Кирил Пецаков заедно со раководството на градскиот ракометен клуб Охрид денеска во големата сала на општина Охрид одржа работен состанок со представници на бизнис секторот од градов. На состанокот беа презентирани можностите за поддршка на ГРК Охрид, кој оваа есен ги започнува надпреварите во Европскиот ракометен куп. Во рамки на презентацијата беше истакната важноста на обезбедениот меѓународен пласман не само за ракометниот клуб и играчите, туку и за охридскиот спорт и подобрување на условите за развој на спортскиот туризам во Охрид. Градоначалникот Пецаков во името на ракометниот клуб упати благодарност до сите охридски фирми кои досега застанале зад клубот и се негови верни соработници, со надеж дека нивниот позитивен пример ќе послужи како мотив за останатите представници на бизнис заедницата да покажат добра волја и во рамките на своите можности да ја дадат својата поддршка. ГРК Охрид сезоната во Суперлигата ја заврши на 4-то место, со што избори пласман во Еврокупот на ЕХФ. Охридските ракометари во оваа елитна лига ќе играат во второто коло од квалификациите. Првиот надпревар ќе биде на домашен терен на 19 и 20 октомври 2024 година против екипата на Потаиса Турда од Романија. Реваншот ќе се игра една недела подоцна на гости кај противникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Нафтен танкер кој пловел под филипинско знаме што превезувал 1,5 милиони литри нафта под влијание на големо невреме предизвикано од тајфунот Гаеми се превртел и потонал денеска кај Манила, соопштија филипинските власти. Спасени биле 16 од 17 членови на екипажот. Еден се води за исчезнат, соопштил секретарот за транспорт. Силниот ветер и високите бранови ја отежнале спасувачката операција. Филипинската крајбрежна стража изјавила дека била откриена нафтена дамка која се протегала на околу 3,7 километри, опишувајќи ја како огромна, и биле мобилизирани сите службеници за заштита на морето во обид да ја ограничат. Супер тајфунот Гаеми го погоди и Тајван, потона брод со 9 члена на екипажот во близина на јужниот брег на земјата. Товарниот брод пловел под знаме на Танзанија, јавува BBC. Спасувачката акција се уште трае во тешки услови со ветрови со брзина од 250 км на час. Ова е најсилниот тајфун што го погодил Тајван во последните 8 години. Затворени се училиштата и институциите, а откажани се и сите дојдовни и појдовни летови на аеродромите во земјата. Во главниот град Тајпеј, полиците на супермаркетите се празни бидејќи луѓето складираат производи пред очекуваното зголемување на цените по тајфунот. Загинаат 3 лица, а стотици се повредени на источниот брег на Тајван, соопштија официјални лица. Тајфунот се движи кон Кина, каде во источната кинеска провинција Фуџијан се евакуирани повеќе од 150.000 жители. Пожарите продолжуваат да се шират низ западните провинции на Канада, Алберта и Британска Колумбија, зафаќајќи го туристичкиот град Джаспер, изјавија локалните власти. Во Британска Колумбија, според проценките, во моментов активни се 433 пожари, а во Алберта 176, пренесува Reuters. Пожарникарите работат на тоа да спасат што е можно повеќе објекти и да ја заштитат клучната инфраструктура, вклучувајќи ја и пречистителната станица за отпадни води, комуникацијските објекти и најбитно нафтоводот Trans Mountain,
кој може да транспортира 890.000 барели нафта дневно од Едмонтон до Ванкувер, а кој минува низ националниот парк во канадските Карпести планини во близина на туристичкиот град Джаспер. Операторот на нафтоводот изјавил дека се поставени противпожарни прскалки како мерка на предпазливост. Канадскиот премиер Джастин Трудо објави дека распоредени се ресурси на канадските вооружени сили, поддршка за евакуација и повеќе ресурси за итни пожари во покраината, воздушен транспорт и ја координираат помошта за гаснење пожари. Најмалку 10 лица се повредени кога се запалиле подвижните скали на аеродромот Кенеди во Њујорк. 4 лица се хоспитализирани поради вдишување чад, но никој не е во животна опасност, пренесува ABC News. Околу 1000 патници со автобуси биле евакуирани на другите делови од аеродромот, а пожарот на ескалаторите во меѓувреме бил изгаснат. Еден од патниците изјавил дека алармот се слушал долго време, но никој не обрнувал внимание. Терминалот бил повторно отворен откако пожарот бил саниран. Американските медиуми наведуваат дека е покрената истрага за причините за пожарот. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!